Од денеска земјата влезе во портокалова алертна фаза. Дневните температури, како што најавуваат од Управата за хидрометеоролошки работи, во некои делови ќе достигнат и над 40 степени Целзиусови. Поради топлото време, надлежните излегува со конкретни мерки и препораки најранливите категории граѓани да бидат ослободени од работа, да се внимава при купување, консумирање и чување на храната, за да не дојде до труење, како и соодветно да се чуваат миленици и домашни животни за кои високите температури може да представуваат голем стрес. Портокаловата фаза според прогнозата ќе трае до 16 јули, а од денеска почнуваат да важат и препораките за намалување на ризици од високите температури, односно акцијскиот план на Министерството за здравство за превенирање на последиците од топлотните бранови врз здравјето на населението. Од денеска до недела целата територија на државата ќе биде зафатена со температури од портокалова фаза и затоа се воведуваат и мерки препораки за заштита на граѓаните. Се препорачува ослободување од работни обврски на најранливите групи население, како што се бремените жени и лицата на возраст над 60 години, а во градинките да не се практикува физичка активност од 11 до 17 часот, децата да не се изнесуваат на отворено. Се препорачува општинските организации на Црвен крст и центрите за социјални работи во регионите да пружат помош на осамени стари, изнемоштени лица и бездомници. Сите правни субјекти кои што вршат активности на отворено да ги запратат активностите во периодот од 11 до 17 часот, а ово особено се однесува на работата на градежните работници. Градинките треба да го организираат работното време во период од 7 до 17 часот, од тоа што не треба да практикуваат физичка активност и да не се изнесуваат децата на отворено по 11 часот.